Повторно е распишана постапката за набавка на 100 автобуси за јавното сообраќајно претпријатие. Откако претходниот тендер за електрични автобуси беше поништен од Државната комисија за жалби по јавни набавки. Градоначалникот на град Скопје Орсе Ѓоргиевски во синокешното гостување во само интервју на Канал 5 најави дека владата ќе обезбеди 100 автобуси, додека градот ќе набави дополнителни 40 автобуси за потребите на БРТ системот. Ѓоргиевски очекува административните процедури да завршат до крајот на годинава, а реализацијата на проектот да започне веќе од следната. За 100 автобуси пропадна постапката, но денес е повторно објавен. Ме информираше министерот пред час и половина, пред да почне интервјуто, дека е реобјавена повторно постапката. Искрено се надевам дека овој пат ќе биде успешна. Ја чувствувам како сериозен пораз мој, ако не успеам да обезбедам дел од автобусите до крајот на оваа година. Ако не зависи од мене. Во однос на комуналната хигиена, Ѓоргиевски информираше дека е завршена тендерската постапка за набавка на 40 нови камиони, меѓу кои цистерни за миење улици, а во фаза на евалуација е набавката на околу 2600 контейнери. Планирано е воведување на нов систем со 2 претоварни станици, преку кој отпадот ќе се транспортира до Дрисла, со цел побрзо собирање и поголема ефикасност на комуналните служби. За дивата депонија Вардариште, тој повтори дека просторот ќе биде целосно трансформиран во парк, а на терен веќе се спроведува чистење на површинскиот отпад, како прва фаза од санацијата. Таа механизација е сериозен проблем. И затоа да се молам на Бога час поскоро да почне испораката на овие 40 камиони. Таа набавка, завршена е тендерската постапка, завршен е рокот на жалби, тече рокот за испорака. И верувам дека за скоро ќе почне да се испорачува. Што би значило тоа? До крајот на годинава, есенова? Не, многу порано од крајот на годинава. Значи годинава секако ќе биде. Годинава секако. Значи ние до септември месец целосно ја затвараме темата отпад. Не можам да кажам целосно ја затвараме, затоа што под отпад јас подразбирам и Дрисла, каде што планираме од наредната година да се позанимаваме со тој процес. Како дел од пошироките активности, Ѓоргиевски посочи дека се спроведува ревизија на работата на претходното градско раководство. Според него, институциите веќе работат на одредени предмети поврзани со финансиското работење и доколку се утврдат неправилности, ќе следува одговорност.